студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Собранието денеска ќе одржи 2 седници, меѓу точките и законот за спроведување на проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028 година и изборот на нов уставен судија. Два заеми на земјава кај Светска банка, предлогот на законот за спроведување на проектот Скопје Европска престолнина на културата и поскратена постапка, како и изборот на нов уставен судија се на дневен ред на денешните 97 и 119 седница на Собранието. На 97-та седница на Собранието пратениците ќе треба да се произнесат за предлогот за уставен судија да биде избрана судиката од апелациониот суд Скопје Мери Дика Ѓоргиевска. А на дневен ред на 119-та седница се двата предлога закони за заеми кај Светска банка. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе престојува во работна посета на општина Делчево, каде што ќе изврши увид на тековните градежни активности на неколку инфраструктурни проекти. Во рамки на посетата, премиерот ќе изврши увид и во тековните работи на проектот за регулација на коритото на реката Брегалница во централното градско подрачје. Постигнувањето на епидемијата во Гостивар се воведува засилен надзор за да се спречи појава на други заразни болести во градот. За сега нема пациенти со симптоми на жолтица, но според лекарите најважно е да се одржува личната хигиена. Еден налет до матичните лекари, до здравствените институции во Гостивар, да сега фокусот го стават на следните предизвици. Пред се наследење на хепатит А и Е. Клучно е да има рано препознавање за да можеме да реагираме соодветно, а здравствените установи се веќе подготвени во смисло на капацитет за тестирање на третман. Резултатите кои ги добиваме во однос на лабораториските испитувања, добиваме покачено ЦРП, а во однос на резултатите од микробиолошките испитувања, во поголем процент кај пациентите имаме позитивна уринокултура, најчест предизвикувач е бактеријата Ешерихија коли и кај некаде 30% од копрокултурите кои што ги правиме, фецес паразити, испитувања што правиме кај пациентите, изолирани се паразити Enterobius vermicularis. Имаме пациенти од сите возрастни групи, и кај малите дечиња и кај возрастните се појавуваат овие стомачни и цревни симптоми. Премиерот Мицкоски очекува пад на цената на горивата од идната недела. До тогаш владата ќе следи состојбата, пошто ќе решава дали ќе има потреба од носење на нови мерки. Премиерот Мицкоски очекува следната недела да има поголемо намалување на цените на бензините и дизелот, откако суровата нафта на светските пазари падна на околу $86 за барел. Тој најави дека во понеделник владата ќе направи нова анализа на цените, пошто ќе се знае дали ќе има дополнително кратење на акцизите или намалување на ДДВ-то за нафтените деривати. Знаете дека на 2 недели се анализираат акцизите. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек за практично за втората половина од месецот. И врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Добро е што 2 дена поред паѓа цената. Она кое што е важно, а тоа е дека ова е берзански производ, сите ние државите купуваме од исто место, а ние како држава имаме убедливо најниска цена на дизел горивото и на безоловниот бензин во регионот, па и во Европа, би рекол. Од денеска бензините се продаваат за 3 денари повеќе, а дизелот за 4,5 денари. Споредбата со цените од почетокот на март покажува дека за неполни 5 месеци бензините поскапеле за 18,5 денари по литар, додека дизелот е поскап за 27,5 денари. Така од самиот старт на енергетската криза до денеска, цената на Евросупер БС 95 се зголемила од 74,5 на 93 денари.
98 октанскиот бензин од 76,5 на 95 денари, а дизелот од 71 на 98,5 денари за литар. Председателот на регулаторната комисија Ристов вчера посочи дека главната причина за високите цени не е недостигот на сурова нафта, туку намаленото производство на нафтени деривати поради нарушената работа на дел од рафинериите, оштетени во војните конфликти меѓу Русија и Украина и на Блискиот Исток. Според него, додека трае таквата состојба на пазарот, може да се очекуваат релативно високи цени на горивата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во продолжение следуваат